Поштувани представници на медиумите, би сакал да ве информирам околу текот на денешната седница на извршниот комитет на партијата, кој што е се уште во тек, но клучните одлуки се веќе донесени. Можам да известам јавноста дека се разгледа информацијата по однос на одржаниот референдум, актуелната политичка ситуација, но и се донесоа неколку важни заклучоци за делувањето во следниот период. Извршниот комитет донесе заклучок со кој овој референдум го прогласи за неуспешен, имајќи предвид дека на истиот излегоа само 36% од гласачите, што ја покажува јасната волја на народот против прифаќање на овој договор. Референдумот беше и со бројни нерегуларности. Констатиравме дека согласно анализата направена од нашиот тим, преку 50.000 ливчиња беа уфрлени во гласачките кутии. Понатака се заплашуваа граѓани. Имаше обиди за подкуп, влијание врз гласачи, кршење на молк и други нерегуларности, со што бевме сведоци на еден целосно недемократски и криминален процес. И затоа целата постапка на референдумскиот резултат ја прогласуваме за голем фалсификат и резултатот на референдумот не го признаваме. Во исто време, би сакале да упатиме порака до власта да престане со шиканирање, разместување и бркање од работа на сите оние кои што одлучија да гласаат против или да не излезат на референдумот. Сето тоа го следиме, го документираме и за истото ќе преземеме соодветни мерки. Раководителите кои што тоа го прават ќе одговараат согласно закон. Бараме да се почитува законот за јавна администрација, а приватните фирми кои што го прават тоа да се занимаваат со сопствениот бизнис, а не со притисоци и уцени кон граѓаните кои што имаат право и да гласаат и да не гласаат. Согласно на ова, ИК заклучи дека договорот од Преспа е политички мртов и е празно слово на хартија. Извршниот комитет денеска ги разгледа и ги прифати предложите на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ господин Христијан Мицковски и донесе неколку заклучоци. Број 1. Да се формира во Собранието анкетна комисија составена од пратеници. Иницијатива за формирање веќе е поднесена. Комисијата која ќе има задача да ги истражува и разгледува сите неправилности и нерегуларности кои се случија на денот на референдумот, а се далеко од демократските и европски принципи, и веднаш потоа заклучоците да се процесираат пред органите на прогонот. И оние кои што правеа неправилности пред, на денот и по референдумот да бидат соодветно санкционирани според изборниот и кривичниот законник. Понатака, барање за разрешување на актуелниот јавен обвинител, кој е предложен од власта, а не извршува својата задача согласно ингеренциите и должностите, односно замижува пред очигледниот криминал и нерегуларности пред, на денот на референдумот и после референдумот. И избор на нов јавен обвинител на предлог на опозицијата, кој што ќе треба да се позанимава со сите овие нерегуларности. Трето, доколку Заев има намера да распише избори, би сакал да кажам дека ќе го победиме. Покрај овие две барања, потребно е уште веднаш да се почитува договорот и законот за избори, каде што ќе се формира техничка влада според пржинскиот модел со мандат од 100 дена. Тоа значи оставки на Заев, Спасовски и Царовска и министри за внатрешни и за труд и социјала од ВМРО-ДПМНЕ 100 дена. Само тоа ќе е предуслов за колку толку фер избори. Во поглед на кадровските прашања на ВМРО-ДПМНЕ, извршниот комитет денеска одлучи да се формира Републичкиот изборен штаб и Градскиот изборен штаб на град Скопје. За претседател на Републичкиот изборен штаб беше избран генералниот секретар Игор Јанушев, а за претседател на Градскиот изборен штаб на град Скопје подпредседателот на партијата Владо Мисајловски. Благодарам, повелете дали има прашање. Владачката партија вашето барање за разрешување на јавниот обвинител го протолкуваа како прикриено барање за амнестија на претходното раководство. Како го коментирате ова? Ние точно дефиниравме зошто бараме разрешување на јавниот обвинител. Бараме разрешување на јавниот обвинител затоа што замижува пред очигледните нерегуларности поврзани со референдумот. Пред референдумот, на самиот ден и после денот. Значи, нашето барање за разрешување на обвинителот е исклучиво поврзано со референдумот. Господин Николовски, не сакате да слушнете за избори, сега некако помек ви е ставот, дали индиректно признавате дека немате контрола врз сите ваши пратеници?
Па две прашања имаше, би ги одговорил второто па првото. Во однос на тоа дали имаме или немаме контрола, ние не ја сваќаме така, нити политиката, нити демократијата. Не сметам дека никој врз никого не треба да има контрола. Напротив, сметам дека во еден демократски процес треба да се носат одлуки во рамки на партија и во рамки на пратеничка група. Ако имплицирате дали е пратеничката група единствена, ќе ви одговорам дека да, пратеничката група е единствена. Во однос на избори, би сакал јасно да посочам. Ние целата битка против договорот од Преспа ја водевме за зачувување на уставното име на Република Македонија. Не ја водевме за гола власт. Очигледно Заев го потпишал договорот за да остане на власт, а дошол на власт советување некаде дека ќе потпише договор кој што ќе значи преименување на Република Македонија. Ние на тој начин не ги сваќаме работите и затоа се боревме и се бориме за зачувување на името на Република Македонија и со резултатите од референдумот се изборивме. Во однос на избори, порано или подосна Заев ќе си оди од власт, но тоа не е најбитно. Најбитно е дека името на Република Македонија после овој референдум е зачувано. Дали е точно дека ќе разрешите неколку членови од извршниот комитет? Вечерва и Митко Јанчев не беше тука, зошто? Не. Прво, извршниот комитет нема ингеренции да разрешува членови, тоа е работа на Централниот комитет. Господинот Јанчев е болен, јас имав можност да искомуницирам со него пред состанокот и му посакувам добро здравје. Како ќе одговорите на притисокот од меѓународниот фактор? Конкретно стигна апели од повеќе страни, последно од партијата на Меркел, кои што препорачуваат процесот да продолжи во собрание. Ние ги почитуваме сите пораки од меѓународната заедница, сметаме дека тие се пријателски пораки, дека се пораки кои што и мислат добро на Република Македонија, но овде проблемот не е ни ВМРО-ДПМН, не е ни меѓународната заедница, е Зоран Заев и Никола Димитров кои што потпишаа договор кој што нема да го реализираат затоа што не одговара на Република Македонија и е против интересите на граѓаните на Република Македонија. Таа волја беше искажана на референдум и ние ја почитуваме. А што Благодарам. се разпишат избори за 45? Мислам дека одговори во однос на изборите. Благодарам.